Дрво чие што стебло беше во дворот на кафе бар падна во центарот на Штип. Среќа спаси повредени и загинати, зашто во моментот кога голем дел од дрвото се одделило од стеблото, во кафе барот имало гости, а на улицата и возила и пешаци. Слушнаме само еден тресок, кога видиме дека дрвото паднато и надеваме се дека нема некои повредени. Тоа е се што виде. За среќа дрвото паднало врз празна маса и на место кое во моментот било без минувачи. Среќа што нема кола потиснато, нема луѓе потиснати, нема жртва, нема тоа. Во среќа се очисти за сад бришка. Сепак делот сообраќајот беше блокиран, а на екипи од пожарната и паркови и зеленило им требаше доста време последиците од падот да ги расчистат. Дежурната екипа на паркови и зеленило денес добивме интервенција од пријава од граѓани дека има паднато дрво овде во центарот на градот. Ние веднаш дојдовме на лице место, интервениравме. Еве веќе нашите екипи, како и сами што можете да видите, се веќе на терен и го средуваат проблемот. Ние сме обучени, секогаш интервенираме кој има вакви работи у градот, дрво или било која работа. Тука у градот, бе одма се одзваме на повикот дека треба и одма сите. Не се облечеме во дела, одма стасаме тука, така да санираме воа, да го тргнеме. Дрвото од типот бела црница е еден од символите на Штип и неговата старост се проценува на околу 100 години. Поради својата раскошна крошна и дебела сенка, некогаш во Штип биле садени многу, а важат за исклучиво долговечни дрва. Нивните листови се користени за храна на свилената буба, односно оние луѓе кои што произведуваат свила, значи во постаро време. И односно и во светот, оному каде што се произведува свила, најчесто се користи белата црница како храна на свилената. Добро во целата ситуација е што повредени и загинати нема, а причинетата материјална штета е минимална. Додека се расчистуваше просторот околу кружниот тек во центарот на градот каде што падна дрвото, сообраќајот го регулираше и пренасочуваше сообраќајна полиција.